Ве почитувам многу како човек уште од 2001 година, кога се вложивте комплетно во борбата против терористите и против нашите предавници македонци. Секогаш бев за вас, бидејќи се што сте ветиле, сте исполнили. Затоа и бев член во Берлин во клубот Гоце Делчев, кој вие го посетивте. Многу бев радосен кога успеав да се сретнам со вас, помислив дека навистина има луѓе, македонци во светот. Малку се, но навистина постојат, оние што размислуваат како мене. Вие сте еден човек на кој што можам да му поверувам, дека во Македонија ќе се расчистат наталожените проблеми и се што не се дозавршило ќе биде завршено. Инаку по потекло сме од старо ВМРО-ско семејство, од Средоречко Прилепско. Вие бевте на посета во нашата куќа. Сакам да ве прашам, дали ќе можеме да стапиме во контакт, да поразговараме, да размениме идеи за помош, за активности и за македонските организации или клубови во Берлин. Ви благодарам однапред, брат Љубе. Такви како вас, 100 години да живеат. Поздрав голем до целата фамилија. Многу ви благодарам, господине Маријан, за убавите зборови. Ние секогаш ќе се грижиме за македонските граѓани насекаде во светот, за нашата иселена Македонија. И со нив, преку различни активности, формирање летни кампови, ќе бидеме во контакт. Ние имаме стратегија за формирање на Министерство за диаспора, преку кое ќе ги вклучиме нашите од сите краеви на светот во развојот на Република Македонија. Така татковината ќе им стане уште поблиска. Како мислите да ја подобрите подготвеноста на армијата? Како мислите да ја модернизирате армијата и кои нејзини сегменти ги сметате за засега неспособни за исполнување на нивните обврски? Повеќе од очигледна е деградирачката позиција која има владата кон армијата. Нашата влада ќе ја смени таа деградирачка позиција. Буџетот на Македонија е енормно зголемен, а конкретно средствата за армијата се намалени. Ние целосно ќе ги примениме НАТО стандардите во нашата армија. Буџетот на Министерството за одбрана ќе биде во определен процент од 2 до 2,2% од бруто домашниот производ. Почитуван брат Љубе, живеам во Словенија речиси 3 години, инаку потекнувам од Прилеп. Имам 18 години и би сакал да го дадам мојот глас за вас, но бидејќи немам никакви информации дали ќе можам да гласам во Словенија, и ако можам, сакам да ми објасните што морам да направам за да бидам член на вашата партија и каде можам тоа да го направам во Словенија. Голем поздрав до вас и вашите кадри. Во Македонија од срце сакам да ве видам горди кога ќе победите на овие избори, бидејќи ова што се случува во Македонија е жалосно. Верувам во вас дека ќе се докажете, дека сте човек за народот, што ќе се бори за правата на народот и за нашата црна Македонија што сите не искористува. Немој да дозволите да си поигра некој со вас. Докажете дека сте прав македонец. Поздрав и од срце ви посакувам победа. Навистина, Кристијан, ова е тешко македонско време. Благодарам за поддршката, за зборовите кои ги упативте, убавите зборови. Кога ќе ја формираме владата, посебно ќе се ориентираме кон диаспората. Се надеваме дека за 7 дена ќе ги посетиш нашите простори во Скопје. Можете да не контактирате на контакт majmunche.obedineti-za-Makedonija.mk за вашето членување во партијата. Како што веќе одговорив, ние имаме стратегија за формирање на Министерство за диаспора, преку кое ќе ги вклучиме нашите од сите краеви на светот во развојот на нашата Македонија. Така, татковината ќе им стане уште поблиска на сите кои живеат надвор од нејзините граници. Брате, сакам да поставам една дилема пред вас. За време на кампањава се случува целата администрација да се активира во кампањата на владеачката партија. Од работа се пуштаат
за да присуствуваат на митинзи, а од друга страна на луѓето кои можеби се за другата страна им се врши притисок дека не смеат да одат на митинзи на опозицијата, дури ни во слободно време, а не во работно време. Затоа не станува ни збор. Зарем тоа не е дискриминација? Зошто јас, ако сакам да дојдам, еве да речеме кај вас на митинг, да сум спречен, можеби не физички, но секако психолошки поради стравот, некој да не ме види и да не ме искодоши. Бог и мислам дека на 5 јуни дефинитивно ќе бидете слободен човек и без разлика на која политичка партија им припажате, вие можете слободно да се движите низ нашата Македонија и да ги посетувате средбите со граѓани, да бидете таму каде што вие сакате. Затоа ние гарантираме слобода на движење и на определба. Конкретно администрацијата ќе биде целосно ослободена од партиските притисоци на оваа ненародна власт. Токму затоа нашиот слоган е слобода или смрт. Не може администрацијата постојано да живее во страв дали ќе бидат отпуштени или ќе земат плата или дали се прекубројни. Ако треба да се штеди, тоа ќе се прави на лакомите политичари и нивните апетити за привилегии. Одливот од администрацијата ќе биде по природен пат и со атрактивни пакети за работа во приватниот сектор. Тоа што ние го имаме во нашата предизборна програма како наша стратегија во делот на економијата, во делот на реформите во јавната администрација, во делот на реформите во земјоделието. Ќе се најде ли конечно јунак што ќе открие шемата со мртвите гласови? Ако се повтори истото од минатите избори, од председателските избори и од локалните, според моето скромно мислење, џабе се водат кампањите. Ако не се разреши таа мистерија, резултатите од изборите ќе бидат исти како тие од 2009. ДПМН-овци покажаа дека ништо не им е свето, ни живо, ни мртво. Братски поздрав, Тоше. Брат Тоше, затоа нашата парола е навистина слобода или смрт. Ова е време кога ние ја бираме слободата. Ова е навистина тешко македонско време и навистина ова власт која нема ниту една допирна точка со идеологијата на ВМРО, на историското ВМРО, ниту пак има нешто заедничко со возобновеното ВМРО, кој ние го возобновивме 90-тите години, го растевме. Тие навистина немаат други намери, но да продолжат на истиот начин како што ги добија двата мандата. На овој пат навистина немаат шанс. Свесни сме за фалсификатите, свесни сме дека изборите нема да бидат фер и веќе не се фер, дека нема да бидат демократски и веќе не се демократски. Тоа го гледаме на секој чекор, со палењето на нашите билборди, со пораките кои асоцираат на морбидни, на тешки ситуации, каде што се брише слободата, останува смртта, она што де факто е и во македонската економија, во македонското општество, но ние ви гарантираме дека ќе ги прочистиме избирачките списоци, за конечно да се овозможат вистински услови за фер и демократски избори. За тоа ни е потребна победата на овие избори и вашата поддршка. Братски поздрав и до тебе, брат Тоши.